беше прекинато со поделбата на Македонија 12 година. А ако Македонија беше центар на обединувањето, центар во кој се раѓаат идеите, центар во кој тргнуваат идеите, центар од кој тргнуваат војските, центар во кој доаѓаше се и завршуваше се повеќе од 2000 години, центар што го предизвикуваше пред се македонскиот простор, кој пред се некогаш бил и представувал трагично место за Македонија, денеска да го направиме среќна околност. Ние сакаме да ја повикаме во Европа, сакаме да го повикаме Балканот и да му кажеме дека Европа и Балканот ќе се обединуваат во Македонија. Ние сакаме да го вратиме онаа место на Македонија која Македонија го имаше повеќе од 2000 години. Сакаме да го подсетиме македонецот дека токму од оваа наша почва македонска тргна војските на Александар Македонски. Една војски тргна една култура која се наметна на цела Азија и половина Европа. Од македонска територија тргна идеите, културата на еден елинистички свет. Ние сакаме да го подсетиме македонецот дека во Македонија првиот апостол христијански Павле стигна и застана на прво македонско тло Европа. Сакаме да го подсетиме македонецот дека првата христијанска црква императори, дека во оваа наша Македонија се роди едно богомилско движење кое растресе цела Европа за својата сила, дека токму во оваа Македонија се родија Кирил и Методи, кои го дадоа словенското писмото на целите славянски свет, дека токму во оваа Македонија беше една од најбогатите турски провинции во целата Османска империја од Босна и Герцеговина до Египет. Ние сакаме да го запрашиме македонецот дали беше тоа случајно што повеќе од 20 века Македонија се наоѓаше како центар на вниманието на светската јавност и европската јавност. Токму ние тоа место сакаме да го вратиме на Македонија, а тоа ќе го направиме ако ќе отвориме нашите граници и ако направиме пред се нова балканска политика, а не политика на невразување со Танзанија, Нигерија или со Африка. Ние веруваме дека од Македонија повторно ќе направиме центар на Балканот, како политички, така културен, комуникацијски, трговски, информацијски. Сметаме дека отварањето на Македонија го дозволува тоа. Се поставува прашањето прашањето денеска, дали ВМРО има своја економска програма? Ние велиме дека има. Каде е силата на нашата економска програма? Силата е пред се рушењето на комунизмот во сите негови варијанти, социјалисти и реформисти исти. Ние сакаме да го предупредиме македонецот дека Македонија утре нема да ја прими Европа во своите граници, ако дозволиме заедно со Албанија да остане последен комунистички бастион во Европа. Ние тоа не смееме да го направиме во македонци. Тоа не е силата на нашата економска програма. Силата е во рушењето на југословенскиот федеративен економски монопол, во неговите принципи на експлоатација, на прелевање на доходот од посиромашните кон побогатите од Македонија во другите југословенски држави. Ние му ветуваме на македонскиот земјоделец, на македонскиот селанец, на македонскиот работник, на македонскиот граѓанин, на македонскиот купувач, дека она што ќе не биде најсвето во името Македонија, тоа е идејата да го заштитиме тој македонски човек пред се од економската експлоатација, која да не
и за Сърбия и Македония. Политика кој го штити македонскиот човек во недозволувањето повторно во името на братството и единството некој македонецот да го прави колонијален економски роб во оваа Југославија. Ние се повикуваме на максимата на Чентот пред 45 години и ние видуваме дека тоа ќе го ствариме. Парите од македонскиот тутун да остане во Македонија. Повеќе не се плашиме дека некој ни ќе нарекува националисти. Бидејќи, ние како што веќе рековме, постојат луѓе кои знаат да си ја чезат својата нација и постојат луѓе кои ја продават таа своја нација. Ние сметаме и му ветуваме на македонскиот народ дека со ВМРО, дека сите македонски вредности за многу кратко време ќе дојдат на видела во Македонија. Дека со ВМРО, се она што сега се крило, се е смило право на го. Ние сакаме и му ветуваме на македонскиот народ дека сите македонски вредности ќе ги покажеме на видео и нема повеќе да се плашиме ако кажуваме дека во Македонија треба службен јазик да биде македонски, дека за клетвата кога одиме во ЈНА сакаме да ја даваме на мајчин македонски јазик, дека нема повеќе да дозволуваме на југословенски старешина 45 години да живее внатре во Македонија, во Скопје и после 45 години да не сака да прозвори ниту еден македонски збор. Ние ќе кажеме и вериме дека може од нашата историја ќе изфрлиме неколку лекции од битката на Сутјеска, битката на Неретва, во која не учествувал ниту еден македонец, а ќе внесеме неколку моменти од битката кај Вичо, од битката кај Гранос, од битката на Беломорска Македонија, од битката, од војната каде што македонците дали 30.000 жртви македонски. Дека повеќе нема да живее со комплекс во својата глава, дека македонците последни ја пукнале на 11 октомври пушката против фашизмот. Затоа што македонците не ја пукнале последни пушката против фашизмот, туку македонецот Иван Козаров во Пиринска Македонија против ја пукна таа пушка во Европа. Ние сакаме да му кажеме на македонецот дека повеќе во нашата македонска историја нема да се молчи за периодот од 45 година, кога македонците кои беа терани, на Солун беа убивани, беа масакрирани од македонци. Ние сакаме таквите моменти на македонецот од македонската историја, кога македонци убиваа македонци само заради тоа што сакаа ослободување на Македонија. Треба да го влечеме длабоко во нашата свест
за да не се повтори, за да не дозволиме повторно македонци да колат македонци заради Македонија. Ние сакаме на македонскиот народ дека повеќе никогаш нема да дозволиме македонците, како што беше 45-та година, 1000 километри од својата земја Македонија да бидат водени на Срем и таму да гинат. Дека никогаш повеќе нема да дозволиме, како што беше во периодот од 81 до 90-та, додека во Белград и во Ниш се митингуваше македонците од Скопје, Бидова и Куманово да бидат водени на Косово и да ја штитат Југославија. Дека ние му ветуваме на македонскиот народ дека многу брзо со нас македонскиот народ ќе почувствува што значи тоа македонско